Да, продолжуваме со Студио 10, како што најавив на почетокот нова емисија. Мој гостин во емисијата е господинот Миодраг Радонјич Бато, познат архитект во Македонија, воедно и добитник на наградата Животно дело. Тука ни донесе господинот една брошура каде што добил награда Животно дело, се работи за наградата Андреја Дамјанов за особен придонес во развојот на архитектурата во Македонија. Воедно вие сте председател на Академијата на архитекти при Сојузот на архитекти на Македонија. Благодарам што прифативте да бидете гостин во Студио 10, каде што ќе отвориме оваа болна тема. Тоа е често поставуваните прашања помеѓу народот, дали имаме урбан развој во урбаните центри во Македонија или пак ни се случува урбан хаос. Благодарам на повикот и благодарам на убавиот вовет. Така, и заслужувате со оглед на тоа што имате придонесено за архитектурата. Еве тука во оваа брошура пишува дека во 15 години до 2017 година се вработени во ателие Ајвари, компанијата ХРМ. Исто така имате и доста капитални проекти, учество на детални урбанистички планови, како што се деталниот урбанистички план за Охрид, меѓуто и други индустријски капацитети. Па сега прашањето ваше е многу комплексно. Така. И да не кажам би можело да опфати многу емисии од ваков карактер. А ја би почнал од тоа, би ја повторил, пошто многу пати сум ја кажал, многу важната и важниот и непобитен факт кој важи за сите цивилизирани и уредени држави, а нормално и за нас, дека просторот и населението се најважните ресурси кои ги поседува една држава. Во зависност од тоа како се однесуваме према тие основни елементи, зависи и тоа дали живееме во една урбанизирана и уредена средина или живееме во некој хаос. Урбанизмот е наука, мултидисциплинарна, која опфаќа многу области, почнувајќи од просторни планери, урбанисти, архитекти, градежници, социолози, психолози, еколози и така натака да не ги набројувам. И почитувајќи ја науката, само почитувајќи ја науката, ние можеме да дојдеме до некои поповолни резултати. Иначе, општо земено, со темпото кое се развива Скопје поготово, а сега гледам и повеќето градови во поголемите градови во Македонија, ние доаѓаме во една ситуација на хаос. Иако ние као Скопје постземјотресно сме имале планирање на највисоко ниво, вклучувајќи ги не само стручњаците од Македонија, него и пошироко од Европа па и од светот. И сметам дека со одредени девијации кои се настанати со преод на пазарно стопанство, ние сме дојдени во ситуација да немаме правилен и немаме равномерен урбан развој. Така да мораме да се вратиме кон тоа. Тоа би требало да биде некоја општа цел на повисоко ниво, да се вратиме кон тоа и да го дадеме правото место на урбанизмот, да го прифатиме и да го етаблираме како наука, за да, придржувајќи се кон одредените научни методи, можеме да дојдеме до подобри решенија. Каде според вас лежи проблемот? Во застарените генерални урбанистички планови во градовите или пак тие се недоволни можеби во одредени урбани центри? Па проблемот со урбанистичките планови стално е врзан со средства и со финансии. Некои со децении се чека така да се чека со децении и најтрагично е тоа што од која ќе се донесат, во голем дел не се ни почитуваат. Ние имаме генерален урбанистички план, кој е некој законски документ. Значи, урбанизмот носи законски документи. Тој е од повисок степен
после просторниот план, и тој е законски документ на кој треба да се повикуваат и треба да го почитуваат деталните урбанистички планови кои се од понизок ранг. Раскоракот помеѓу генералните и деталните урбанистички планови ги диктираат околностите кои сите ги знаат, а тоа е интереси кои почнуваат да преовладуваат, поготово економските интереси и самото повладување на одговорните кои треба да ги спроведуваат. Значи, тука помалиот е поголем од поголемиот. Односно, дупот во пракса е поголем од гупот, што не треба во пракса така да биде. Во пракса така и испаѓа, иако така. Тоа не би требало. Ние имаме многу случаи, покоту во последно време, кај што ние спроведуваме и реализираме простори кои се спротивни, по ДУП, кој е спротивен или неусогласен со генералниот урбанистички план, што е нонсенс. Значи, тоа би требало да се има редослед, као што го диктира фактички правниот документ, као што е генерален план и деталниот план. Да. Вие имате доста големо децениско искуство и знаете како се градело, да речеме, пред неколку децении, како се гради сега. Дали се согласувате и сметате дека најголем проблем во урбанизмот, во овој урбан хаос што ни се случува е што се даде дозвол, односно се дозволи инвеститорите да градат на урбана парцела, а не врз основа на урбан план. Еве да речеме сега тука сме во близина телевизијата, ни се населбите Ново Лисиче, населбата Јане Сандански, каде што таму пред да се изгради, нели, тој урбан блок, имаше дозвола за урбан блок, а сега имаме индивидуални урбани парцели, па поради тоа се создаваат тие хаоси што се случуваат. Или пак знаете како, самиот систем на приватизација треба да биде регулиран. Значи, ние влеговме во еден нов вид на општествено уредување, значи пазарно стопанство, меѓутоа не ги регулиравме доволно сите услови, законски и подзаконски елементи за да може тој да се спроведува на едно повисоко ниво. Ова што го кажавте вие дека не се гради према она што е предвидено, се должи на тоа што ние сме доведени во ситуација фелата реагираше на тоа и бараше да се врати на системот на организирање и на планирање по методот кој беше устален и кој беше на некој начин блиску до научните постапки на урбанистичкото планирање. Дојдовме во ситуација, ние треба да знаеме, и тоа е важечки и сега, и било од порано, дека општината е главниот носител на деталните урбанистички планови. Она распишува нов изведба на детален урбанистички план, измена и дополна на детален урбанистички план на кој веќе му е поминат рокот. Знаеме дека урбанизмот е живо и градбата е жива материја која треба да се прати и соодветно да се подкрепува со измени и дополни. Општината значи го носи тоа, општината распишува избор на урбанисти и проектанти, општината го усвојува урбанистичкиот план и општината понатака го реализира. Значи сите ингеренции се во рацете на општината. Меѓутоа, една од најглавните работи ингеренцијата ја препушти, општината ја препушти ингеренцијата за финансирање на урбанистички планови на приватни инвеститори, што по мене доведе до некои трагични резултати. Ако општината е инвеститор и носител на урбанистичкиот план, тогаш она ги диктира условите и општината као таква треба да се придржува према нормативи и услови на урбанистичко планирање. Ако имате вие приватен инвеститор кој го инвестира урбанистичкиот план или дел од урбанистичкиот план, тогаш сакате неќете, урбанистот мора да се повинува на желбите и потребите на инвеститорот, што е нонсенс, затоа што
Просторот е јавен и просторот е на сите граѓани. Не може желбите и потребите на одреден инвеститор да имаат предимство пред јавниот интерес и пред општото добро на сите жители во тој дел на градот. Практично сакате да кажете дека во сите градови овие планови ги прават инвеститорите или пак не е баш така? Па не е баш така, Меѓутоа претежно најверојатно. Тамо кај што преовладува интересот на капиталот, тамо е така. Имаме безброј случаи кои се направени такви, и тоа не за поединачни објекти, него за цели комплекси. Така да, имајќи ги во прв план интересите на инвеститорот, се запоставуваат интересите кои се многу позначени, а тоа е јавниот интерес, и тоа е почитување на сите услови и параметри кои се пропишани со урбанизмот. Тоа се природни фактори, истекнати фактори и технички фактори, кај што спаѓаат сите климатски, безбедности, релјеф, проветрување, осончување и така нака, и технички, во кои спаѓа инфраструктура која е потребна за нормално функционирање на целиот простор. Пак повторно да заклучиме, едноставно општините треба да придонесат, ако имаме некој урбан блок, тој урбан блок да има една соодветна целина согласно урбанистичката етика, а не да даваат дозволи за урбани парцели, па поради тоа ни се случува, да речеме, на една територија од четворка, да имаме високи, ниски згради, да не се знае, да нема една целина. Тој е најголемиот проблем практично. Па е проблем, меѓутоа тоа се должи на неуедначените услови и нормативи за планирање и за проектирање на објектите. Ние сме доведени со оваа децентрализација, ние сме доведени во ситуација да, ајде да парафразирам, секоја општина е своја држава и се применуваат разни услови и нормативи, планови кои се од пред 10-15 години имаат одредени различни услови и нормативи од тие што се понови планови, неускладеност меѓусобна со нив. Затоа доаѓаме до тој момент да имаме толку разнородни објекти кои го нарушуваат општиот амбиент со самиот хаосно поставеност, го нарушуваат општиот амбиент, а и го нарушуваат, да кажеме, и условите за живење во тој простор. Урбанизмот, основна цел на урбанизмот е да се створи хумана средина за живење на населението на предметниот простор. А на тој начин тоа се параметува. Еден од параметрите кој важел и кој многу допринел, да кажеме, за сегашниот изглед на многу градови, поготово во Европа, бил тој да треба да имаме висина на венец на една улица. Може да бидат различни висини на венец, во некоја споредна улица помал, позначена и поглавна улица повисок, меѓутоа треба да има одредена уедначеност. Тоа не значи да биде униформирано, меѓутоа треба да има некој ред и треба да има систем кој ќе го возможи тоа. На ваков начин ние добиваме не само хаос во однос на користење на просторот, него добиваме хаос и во самиот изглед на просторот и во самиот амбиент на просторот. Да. Дали можеби ова што ни се случува со урбанизмот е и резултат на многу честите пати менување на законот за урбанизам последниве 20 години? Колку пати, вие подобро знаете, се смени законот? Да. Или пак тоа менување се должи пред се на некои лични интереси? Битно е тука да се каже дека ние, она што го поставите и претходно прашањето, ние доцнеме со донесување на генералниот урбанистички план.
тој важеше по тогашните одредби, важеше до 22 година. Од 22 година поминати се 4 години, а генералниот урбанистички план треба да се донесе фактички со самото завршување на претходниот генерален план. Ние имаме 4 години доцниме. Тоа е условено исто од тој фактор што кажав дека е врзано за финансирање, меѓутоа условено е и од тоа затоа што донесување на генерален урбанистички план е една сложена процедура која опфаќа многу секторски студии. Значи не е само уредување на просторот, него тука имаме и заштита на човекова околина, екологија, имаме дури се вклучени и социолози и психолози кои на некој начин даваат смерници и перспектива на живење во самиот тој простор. Така да тоа е еден од основните разлози, а од тука имаме и детални урбанистички планови кои се во принцип и по закон. Деталниот урбанистички план има важност 5 години. После 5 години деталниот урбанистички план треба да влезе во процедура на измена и дополна на урбанистички план. Рековме дека урбанизмот е жива материја, нормално е, луѓе го креираат, луѓе живеат и имаме урбанистички планови кои се по 15 години и 20 години стари. Така да, а тоа е све произлезено од фактот дека, или со изговор, дека не можат да се финансираат. Меѓутоа, тоа предизвикува многу големи проблеми понатака во развојот и опремување на самиот урбан простор. Не се само проблемите естетски, да речеме, од ова урбанизација која што ни се случува, туку и лично ги засега граѓаните. Пред 10 дена една жителка на Скопје ни прати фотографии од една општина во Скопје каде што вели инвеститор гради куќа од 3 спрата, каде што практично целосно ни ја блокира дневната светлина и на околу 2 метри од нашиот објект. Вели се обративме до општината, но таму ни рекоа дека човекот ги има сите, нели, дозволи за градење. Колку тука се гледа етиката во однос на градењето? Дали и ова можеби треба да се смени овој закон, затоа што мислам дека 2,5 метра требаше да има оддалеченост од 3 метра. 3 метра, така. Од ограда, не од објект. Од ограда, така. Од парцела. Од парцелата, практично. Да. Види да кажам, тоа е некоја последна фаза на кој директно се засегнати луѓето кои живеат во околината. Тоа е на некој микроплан. Меѓутоа, сето тоа е произлезено од непочитување на основните начела и правила кои ги диктира урбанизмот као наука. Значи, тука треба да е запазено. Прво, нема да ги редам по ред, него ќе ги кажам главните. Прво, меѓусобно растојание, густина на населеност, проветрување, осончување, обезбедување со инфраструктура, од саобраќајна до сета останата која е потребна за нормално живење. Тука, значи, е во претходните чекори направен пропуст и во претходните чекори при изготвување на самиот урбанистички план се направени превиди кои довеле до тоа. Значи, во еден случај, жителот кој се жали има право, меѓутоа и жителот кој гради има право затоа што на него му е дадено по извод од детален урбанистички план тоа право. Сега, филмот треба да се врати многу назад, за да може да се согледа каде е причината, а ова е само последица. Тоа не е на едно место, тоа е на безброј места во градот. Не само во нашиот. Значи, сепак кога се носат тие детални урбанистички планови, општините треба пред себе, како што кажавте, во едни од тие услови сончева светлина да има објектот, а тука не било земено во предвид. Апсолутно, значи тоа се основни предуслови, ги има многу, меѓутоа кратко ни е времето да ги дискутираме, ги има многу, меѓутоа осветлувањето и проветрувањето е еден од основните услови за едно нормално и хумано живење.
Значи, тука имаме друго, зеленило, не знам, напојување со инфраструктура, саобраќајна поврзаност и така натака. Сега да преминеме на тема за дивоградбите, нивната легализација. Знаеме дека над 300.000 дивоградби се легализираа во Македонија. Тој рок се продолжи. Некој ваш коментар, тие, да речеме, беа легализирани без доволно стандарди и критериуми, ако се знаеме како и од кого се граделе? За оваа тема сум зборувал повеќе пати и на емисии, и на подкасти, и сум пишувал за тоа. И јас сум кажал една работа, што не сум ја измислил ја, тоа е факт. Сум кажал дека дивоградбите се криминал. Зашто и таков термин има дивоградби, така? Зашто го кажам тоа? Прво викаме дивоградба, а после тоа викаме бесправна градба. Значи, ако нешто е бесправно, тоест не е во складот со законот и со прописите, автоматски не е легално, тоест е криминално направено. Меѓутоа, со тој факт треба да се соочи на глобално ниво раководството на оваа држава, почитувајќи ја струката и да го реши на начин, или да проба да го ублажи на начин кој фактички произлегува од самата струка. Значи, дивоградбите не се решаваат со легализација. Дивоградбите се решаваат со урбанизација. Учествував на некои собири, као нели анкетирање на стручната јавност, каде што се и така беше предвидено со донесување на одредбата за легализација на дивоградби, дека дивоградбите со урбанизирање ќе се ускладат или ќе се отстранат. Значи, претходи на легализацијата урбанизација. Тоа значи дека секој објект што има можност да се вклопи во предвидениот урбанистички план ќе се задржи, а секој објект што пречи објективно, дали е тој на положба на траса на некоја саобраќајница, на некоја важна инфраструктура, дали е тоа на некој простор кај што е предвиден јавен објект, као што е школа, као што е градинка, као што е некој, да кажеме, важен на државно ниво објект, тие објекти ќе се отклонат. Но, нормално, по некој метод кој ќе овозможи да жителот кој ги изградил, затоа што, знаете како, сите жители што изградиле дивоградба, не сите, се извинувам, тие изградиле од некоја нужда, од економски причини, од барање можно за... Но има и хациенти кои што се дивоградби, за жал. Меѓутоа, тачно е тоа, има и објекти кои се, да кажам, од сосема друг карактер. Значи, не се екзистенционални, него се од друг карактер. Значи, тогаш беше така зацртано, меѓутоа се спроведе без никаква урбанизација на просторите на кои се легализирани тие бесправно изградени објекти. Во врска со тоа што ме прашавте, значи, на стручната расправа, кога се разговараше околу тоа, што све е потребно за да се легализира еден таков објект, од фелата беше дадено мислење дека за тоа треба да се утврди постоечката состојба на објектот, треба да се утврди од архитектонски, од статички, од инфраструктурна опременост, дали тој објект има воопшто можности да се легализира. Меѓутоа, што тоа беше една, да кажеме, јавна стручна расправа, која водеше тогашниот министер за транспорт и врски. Знаете како. Тоа е многу комплицирано, тоа е многу, не знам, скапо. Ние овде ќе идеме со геодетски елаборат. Практично преку бирократија, ако со можем геодетски така елаборат. да се И ајде да гласаме, меѓутоа, пошто присутни тука беа повеќето тие што им бе во интерес на
да тоа така иде по таа процедура, се изгласа дека така ќе иде. Што е спротивно и на тоа што на повисоко ниво пред тоа било одлучено дека сепак тоа мора да иде по некој друг ред заснован на струката. И у таква ситуација се усвои тоа и почна да се врши легализација. Меѓутоа, со самата легализација, а поготово со ова продолжување еднаш, па два пати, па три пати рокот, не само што не се намали дивоградбата, него се поттикна дивоградбата, така да ние у денешно време имаме повеќе дивоградби него во моментот кога се донесе одлуката за легализација на дивоградби. Така, легализацијата на дивоградбите често вклучува и архитектонски ризик пред се, така? Тоа што го говоревте. А и сега се продолжи рокот неодамна. Па знаете како, тука се многу фактори кои идат во прилог на она што го кажав, дека тука треба да има на некој начин научен пристап, тоест пристап од страна на струката. А да не кажам дека тука има и повреди на законот и правата на сите граѓани, затоа што вие со легализација на еден објект, вие му давате статус него на легален објект, со самото тоа што му давате статус на легален објект, го приватизирате за 1 евро квадрат, тоест го легализирате за 1 евро квадрат, кај што вашиот комшија платил 100 или 150 евра комунали, вие автоматски ги доведувате во неравноправна положба. Второ, со самата легализација на тој објект, кој ќе стане он легален, он, собственикот, има право на база на таков легален објект да го пише као имот, да подигне кредит као легален објект и во сите делови на процедурата на добивање одобрение за градба и изградба на објект, он е на некој начин како кажам, фаворизиран и он е у поволна состојба во однос на сите други кои изградиле легално. И затоа е он објект кој е нелегален и затоа кажав ја дека тој е криминал. Тоа е јасно, тоа на сите им е јасно дека нелегалните објекти се изградени и изведени на еден начин, на еден, да кажеме, криминален начин. Така. Да. Сепак и изградбите без дозвол, односно изградбата на ова дивоград претежно се прават и во зелени површини каде што нема соодветна инфраструктура, нели, природни патишта и слично, колку тоа влијае на квалитетот пред се на живење на другото население кое што легално изградиле. Па тоа е еден од главните проблеми. Така. Значи, на таков начин се стварат субстандардни населби, автоматски чин нема доволна инфраструктурна опременост, тој простор е субстандарден од било кој аспект. Дали е тоа сообраќајна приклученост, дали е тоа во однос на канализација, водовод, електрика и така натака сите други инфраструктурни елементи, се ствара, ние имаме случаеви кај што не имаме во самиот наш град или во непосредната околина, малте не гета, кои обстојуват на еден субстандарден начин. А тоа што се гради и на јавни површини, тоа е уште поголем криминал. Јавната површина би требало да штити државата. Тој поединец, као поединец и со своите потреби, па на некој начин и го занемарува тоа. Меѓутоа државата би требало да биде тоа. Тоа исто као да дојдам ја во вашиот стан и сега да ви кажам оваа спална соба не е ваша, моја е, а вие тамо. Значи, директно се повредува, тоа се навлага во собственоста на државата, а тоа значи собственоста на сите. Така да, во тој смисол треба уште поригорозно да биде администрацијата која води целата таа процедура.
Така. Да преминеме на темата урбанистичко планирање, односно легални објекти, да речеме. Дали нели на почеток зборевме за ГУП, за ДУП, дали ова лош урбан развој на урбаните центри, според вас каде е јадрото на проблемот? Немање политичка волја, недобри закони или пак можеби недостаток на професионализам? Каде е суштината на проблемот според вас? Или во сите три можеби? Па, апсолутно. Во сите три. И повторно се вратам на тоа. Значи, почитувањето на основата на урбанистичката струка. Значи, комплетно е занемарено значењето на урбанистичкото планирање, кој е основа за сето понатака. А иначе во ова што ме прашате вие, ние имаме добар стручен кадар. Така. Значи, во однос на тоа... Но колку е тој гласен и е вклучен во меѓутоа, во однос на тоа, прашање колку има гласност во одлучување струката. Затоа што во урбаното планирање, кажавме и тоа, преовладува интересот на моќта и на парите. Така сме доведени и ние тоа сме го поставиле као на највисоко ниво. Значи, треба да бидеме свесни дека тука треба да се наде одредена мерка и да се прекине со тоа и ингеренциите да се вратат тамо кај што заслужува, кај што треба, а тоа е, значи, управата, општините, градот и така натака за просторни планови и републиката, и тоа е тоа. Значи, без почитување на основната премиса на науката, ние не можеме да имаме уредено ова. Доведени сме у ситуација кај што за урбанистичките планови, ја нешто кажав, сега може да парафразирам малце, значи, спрегата на моќите и парите и од тука произлегува и корупцијата, и митото. Ние сме во ситуација, ајде да не бидам груб, можда малце пошеговит начин, ние дојдовме во ситуација да имаме градоначелници кои се локални шерифи. Значи, они одлучуваат во однос на тоа какви се потребите на инвеститорот и колку тука ќе може да се оствари некоја лична корист. Тоа мислам дека е нонсенс. Секако има позитивни примери за добри урбани развој на градовите, меѓутоа дали можеме да ги црпиме тие позитивни примери, има ли во соседните земји каде што најверојатно тие се случуваат со дивоградби, со несоодветен урбан развој, меѓутоа еве почнале да ги решаваат тие проблеми. Вие сте родом од Хрватска, каква е тамо состојбата? Па јас сум роден во Хрватска, меѓутоа многу кратко сум живеел тамо. Так, меѓутоа најверојатно имате комуникација со колеги, со да. Како кажам, Хрватска ми е многу блиска лична земја. Вака да ви кажам нешто. Ние такви примери имаме кај нас у Скопје, само што не ги гледаме и што сме ги заборавиле. Ние имаме населби кои се направени после земјотресот, по сите узанси и нормативи на урбанистичкото планирање. Земете го Аеродром, Карпош, па и Бутел и некои други населби, кои во тогашно време се правеле исклучиво под услов на почитување на урбанистичките правила и нормативи. Меѓутоа сега тука се обидуваат да навлегуваат. Ние го имаме тоа кај нас, ние не сме го испочитувале доволно, сме го занемариле и дури во многу случаи и сме го девастирале. Така да и тие урбани населби што биле, иако има делови кои што се уште се обстојуваат така и имаат уредена околина, имаат зеленило, имаат паркирање, имаат инфраструктура соодветна. Меѓутоа, ние сме дојдени у ситуација да малте не секое празно место и секоја потенцијална локација искористиме до максимум. Занемирувајќи ги сите правила и стандарди на науката што ги диктира, не правилата и стандардите што се пропишани со законот за градење кои, да кажеме, треба да ги спроведуваат надлежните од општините.
Така. Еве да преминеме на архитектонската тема, квалитет и јавни простори. Дали сметате дека денешните градби во Македонија ја вреднуваат таа култура на архитектурата или пак повеќе ги следат оние комерцијални трендови кои што се? Сите сме свесни дека комерцијалата преовладува. Меѓутоа има една работа што е многу битна. Значи, архитектурата не е само градба и не е само стан. Станот не е, како да кажам, затворен систем. Станот мора да координира со својата околина, да комуницира со нејзе. Значи, ние имаме ситуација да денес имаме на изглед архитектонски обликувани многу солидно објекти. Морам да кажам дека изузетно ги почитувам младите архитекти кои ги пратат трендовите во архитектура и градежништво. Меѓутоа, од таа условеност и притисокот на инвеститорите, немаме доволно добри функционални решенија кои овозможуваат на вистина хумано живење у тој стамбен простор кој е една стамбена поединечна единица. Затоа мислам дека тука треба посебно да се направи додатна регулатива при давање дозволи да тие станови на основните простории ги имаат потребните квадратури, бар минималните потребни квадратури, кои го задоволуваат тој услов да може тука да се живее нормално и хумано. Не можете вие да имате една спална соба детска од 6 квадрати. Значи, тоа е нонсенс. Кревет и едно биро, завршена работа. Значи, тоа не е простор во кој треба да живее тоа. По старите градби тоа не беше случај, така? Апсолутно, да. Апсолутно, па затоа што претходно се градеа. Погледнете ги становите кои се изградени, да кажеме, до 90-та година, па и до 2000-та година кои се изградени. Они имаат функција која функцијата треба да произлезе од потребите на семејството, од неговата слоевитост. Значи, фамилија, едно дете, две, три, имаме и повеќе деца, значи треба да биде прилагодена на тоа и треба на сите тие жители да им овозможи да имаат свој интимен стамбен простор. Тоа го немаме овде, затоа што идејата е сега да се направи еден стан од 52 квадрата кој ќе има 2 спални соби и дневен боравак и, да кажеме, тие најосновните кујна и санитари. Меѓутоа, знаеме сите и во струката дека во 52 квадрата, па еве да кажем и во 48, 50, 52 квадрата, може да се направи еден двособен стан. Кога викам двособен, има разни толкувања на тоа што значи двособен, што значи трособен. Во некои држави двособен стан кај нас, термин дневна соба и спална, кај нас се третира као двособен, негде тука се третира као еднособен. Затоа што таму се правилата толку собен е станот колку што има спални соби. Така. А дневниот боравак, кујна, се задолжителен дел од станот. Да. Меѓутоа, овие стандарди при изградбата на овие зданија не треба да се почитуваат само за становите, за внатрешноста, туку и за самата околина. Пријот на пожарна, пријот на амбулатно возило, доволно зеленило. Колку според вас законската регулатива е доволна за станарите кои што живеат во одредена урбана парцела да имаат хумано живење? Знаеме дека сега зеленилото скоро речиси да го нема. Па тоа би требало да биде еден главен услов во урбанистичкото планирање, затоа што на крајот реков тоа дека целта на урбанизмот е да обезбеди хумано живење. А хуманото живење подразбира и заштита на тоа население кое живее тука. Ние сме доведени во ситуација да, а поготово Скопје, кое е тресно подружје, значи мора да има посебни мерки во однос на заштитата на
самиот простор. Можам да кажам, тоа не се однесува само на земјотрес као природна појава. Има тука и поплави, сме ги преминали тие, имаме пожари многу често и така натака. Треба да се знае дека едно противпожарно возило, кој ќе влезе во една улица, противпожарното возило не иде рикверц. Што правиме ако не може тоа да влезе, тоест не може да заврти, тоа не може ни да влезе. Тоа значи дека објектите се препуштени на некое, не знам како да кажам, импровизирано спасување или заштитување. Значи тоа мора да биде основата на урбанистичкото планирање. Можноста обезбедена за противпожарно возило, за итна медицинска помош, за интервенција во однос на инфраструктура, затоа што знаеме и се сретнуваме со тоа дека инфраструктурата мора во инфраструктурата мора многу често се интервенира, затоа што инфраструктурата не е усогласена во однос на тоа, во однос на градбата, во однос на тоа колку квадрати, колку жители се предвидени и изградени на тој простор. И затоа кажа дека ако не ги почитуваме тие правила и нормативи, можеме да дојдеме во една таква ситуација. И од тој аспект инфраструктурен да не може да задоволиме простора. Има и една друга работа, што е можда најбитна у сето ова, тоа е густината на населеност. Од густината на населеност произлегуваат сите тие проблеми. Има еден термин во урбанизмот, како го кажам тоа на македонски, се вика пасовски синдром во урбанизмот. Тоа е значи стаорски синдром во урбанизмот. Правени се експерименти со стаорци, кај што одреден број е ставен во еден простор, кај што они кохабитирале, живееле и се убациле уште други, почнала нервоза, се убациле уште повеќе, почнало, да кажам, конфликти и кога на крај се во тој простор населиле или толку многу, они почнале да се глодаат меѓу себе. Што значи тоа? Тоа се одразува исто така и на живеењето меѓу луѓето. Нема доволно простор, нема доволно паркинг места, па гледате за паркинг места луѓето до какви ситуации доаѓа. Нема доволно паркинг места, нема доволно опременост со инфраструктура, настанува нервоза, нетрпеливост меѓу луѓето, комшиите едни со други, не се живеат, немаат соживот, него имаат размирици и така да тоа е исто многу битно, а за тоа никој не води во денешно време, никој не води сметка. И доаѓаме во ситуација да не само во приградските населби на градот, зборувам за Скопје, него и во самиот центар имаме субстандардни комплекси и субстандардни услови. Може би тука коренот на проблемот лежи на почетокот од емисијата, нели го споменавте, овие урбани планови, нели ги прават инвеститорите, а не општините. Апсолутно. Па на некој начин да ви кажам, тоа е не само порака од мене, него тоа е порака од стручната фела, дека тука мора да се стави ред. Не може да учествува во планирање на еден простор некој кој има интерес од тоа. Нормално е дека ќе биде учесник као дел од, имаме јавни расправи, као дел од жителите кои се тука, па и инвеститорите кои се тука. Меѓутоа не може он да ги диктира условите. Не може да ги менува параметрите, не може да ги менува основните премиси кои се дадени и со генералниот и со деталниот урбанистички план. Рековте, ова не е мој став, туку е став на повеќе архитекти и урбанисти, меѓутоа, ќе ве прашам јавно, дали е силен и јасен и доволен гласот на архитектите, дали архитектите и урбанистите доволно и гласно зборуваат за оваа проблематика, според вас? Па ја мислам дека недоволно јасно и гласно зборуваат за оваа проблематика. А тоа е од разлогот што притисокот на моќта и парите е толку голем
да стручноста, науката и фелата се потиснати во не втор, него не знам во кој план, дури да не кажам малте не се безгласни. И ова што го зборуваме сега, не знам дали на некого ќе му користи, дали ќе допринесе нешто. Јас се надевам бар малце, меѓутоа тоа е основно. Значи системски треба да се реши проблемот. Треба газдата на државата или како да кажам, он да го реши, да го свати и да го реши тој проблем, да го постави на право место. А тоа е почитување на струката, почитување на науката и принципите врз кои се базира тоа. Така, на крај сме со емисијата, уште едно последно прашање. Ако имате една порака до политичарите кои носат одлуки за урбанизмот, што би им порачале тука од Студио 10? Па знаете како? Што би им порачал на политичарите? Политичарите се стават во улога на обичен граѓанин, корисник на овој простор и корисник на условите на живот во овој град или сите други градови, и да сватат дека без да ја поддржат струката, да ја стават на пиедестал во таа област, нема да може да имаме напредок. Значи, би им порачал да бидат на некој начин да го согледат проблемот од човечки аспект, а не од аспект на моќ и на интерес. Така. Господин Радонјич, благодарам што прифативте да бидете гостин во Студио 10, каде што излеговте со ваши совети и знаења од вашето децениско искуство во однос на урбанизмот и архитектурата, како што кажавте пред некоја минута. Се надеваме дека овие совети и знаења ќе бидат земени во предвид од оние кои што ги носат одлугите од областа на урбанизмот. Благодарам ми што ме поканивте и се надевам, бар реков, еден многу мал дел, се надевам дека ќе допре до тие кои се надлежни. Така, гостин во Студио 10, да повторам, беше познатиот архитект Миодраг Радонјич Бато, познат архитект во Македонија, добитник на животно дело, воедно и председател на Академијата на архитекти на Македонија. Сега тука предлагам кратка пауза, па потоа продолжуваме со Студио 10 на останатите теми кои што ги најавив на почетокот.